Македонија се уште во неизвестност дали Русија ќе го сопре гасот и за нас. За сега предвидените количини течат низ цевководите, но до кога? Стопирањето на испораката би било силен удар за бизнисот, особено за домашната металска индустрија и странските компании од индустриските зони. На препораката на министерот за економија и регулаторната комисија дека евентуално можат да ги искористат залихите во мазут, нафта и други алтернативи, тврдат дека поради технологијата не може да ги употребат. Ако секне гасот, ќе престане и производството. Народната банка во меѓувреме ја врати рублјата на курсната листа, но количините кои сега се употребуваат се веќе платени. Ако фирмите во иднина се решат да плаќаат во рубли, може да го сторат тоа. За аналитичарите, реакцијата на Македонија би била повеќе политичка околу економска. Владата треба да реши дали ќе ги следи насоките на Европската унија или не. Зашто нас ќе не бутка ние да забраниме? Сиромашните да купуваме од кај нив. И тоа може да биде. И ние ќе послушаме. Ама од економска причина треба да си пукаш у нога. Зошто? Нема зошто. Да казнам Русија? Не ја казнувам. И додека 350 компании се во грч дали ќе им продолжи производството, утре премиерот Ковачевски заедно со економскиот тим и бројни државници од регионот ќе го посети терминалот во Александрополис на покана на својот грчки колега Кирјакос Мицотакис. Терминалот за околу 20 месеци треба да придонесе за диверзификација на изворите за снабдување со природен газ во регионот. За аналитичарите, македонската инвестиција во Александрополис е нејасна, придобивките би биле мали, а цената на гасот кој ќе се транспортира до Македонија превисока. Сметаат дека овие задолжувања не требале да се случат и ќе паднат на грбот на македонското население и стопанство. Ова енормно задолжување нема да можеме да го исплатиме за следните 15 до 20 години со нашето производство. Наместо тие пари да ги вложиме во стопанството, наместо да изградиме кај нас постројки, наместо да го отвориме тој еднаш кај Јаглен таму што го не отвараме, а само плаќаме компании да возат камиони, па да имаме сопствена електрична енергија, кај што инаку 1 до 1.500.000 евра на ден плаќаме за увоз на електрична енергија, збориме за таму, за една пловечка платформа, што е некоја привилегија на многу богати општества. Откако Русија ги затвори вентилите за Бугарија, бидејќи земјата одби да плаќа во рубли, тамошните власти бараат алтернативни решенија. Грција и се понуди на Бугарија да ја помогне со количини газ преку интерконекторот меѓу двете земји. Портпаролот на премиерот Лена Бориславова денеска изјави дека на големо договараат набавка на газ од Азербејџан, кој бил за 4 пати поевтин од рускиот газ кој го плаќале досега.